Strumичане, гостени се соберале, еги дибре мале, идат много карневале, хе-хе! Slava, maskina lica, neka se stava. Udrete tapani, pisnete zuli, sada već čuja careni kuli. Neka se krepa, golema vrela, vreme je svega, zlo da bega. Čudo, gora mi zori, neka je ludo, stave pred maski, tako perelo, strumica daje, centar na svetlo, strumički karneval, strumičko čudo. Навистина и јас и целата моја екипа решивме да по неколку консултации се направиме светски лидери и политичари од минатото, кои што веќе не се живи, не постојат меѓу нас. Политичката сатира секогаш мене ми била една од омилените теми за струмичките карнавали, секако и за маскембалот, така и оваа година. Немаме некоја порека која што сакаме да ја пуштиме, но ете, нашите маски знаат да побудат и убави, но и помалку убави спомени, оти ги имаме и Гадафи, го имаме и Хитлер. Така да, таквите ликови нека останат само за маскембалите, а современите политичари нека спремат за подобро денес и подобро утре за сите граѓани. Морам да нотирам дека оваа година маскембалот, каде што ќе избираме принц и принцеза кои што ќе ја водат утрешната интернационална карневалска поворка, ќе биде еден од најуспешните до сега од самото возобновување на струмичкиот карневал, веќе 32 години, нели? Од причина што, како што може да видите, ги имаме странските групи карневалисти, до година се правеше посебна забава за нив и одлучивме заедно со карневалскиот одбор оваа година да дружат заедно со струмичани кои што ќе бидат присутни овде на маскембалот, што ќе биде навистина една убава прилика и за забава, секако и да се запознаат со странските карневалисти, што е додадена вредност на струмичкиот карневал. Ние овој експеримент сакавме да го направиме уште во 2020 година по повод јубилејот, но како што знаете, короната не спречи тоа да го реализираме. И еве сега, после 2 години, кога повторно ја вративме интернационалната форма на струмичкиот карневал, решивме ова да го спроведеме во дело. Причините за тоа беа едноставни. Значи, не можевме сите заедно да се дружиме, брзавме да отидеме на карневалската парти, потоа дел од нас доаѓаше овде на маскембалот, некој беше заборавен во тој момент, како да кажам, се ствараше атмосфера и таму, и дојдовме до заклучок дека е најдобро тоа да го направиме. Како што гледам вечерта и од прекрасниот избор на маски, бидејќи тука се поканети само оние со добри костими, како да кажам, и сметам дека можеби оваа форма во иднина ќе мораме да ја задржиме, бидејќи се покаже ево што на самиот почеток дека е добра формула. Во случај кога ќе имаме повеќе гости, за среќа хотелот Сириус има поголема сала, така да ако оваа формула успее, до година се надеваме дека во дупли број ќе бидеме во големата сала. Па секако нашиот струмички карнавал
ја манифестира љубовта. Значи, делот од љубовта е приказ и на мојата маска. Сега сум сам, меѓутоа втората половина е исто така дел од таа маска која покажува љубовта на Струмичкиот карнавал. Колку е важно да лесно да се трансформираме во смисла да го подкрепиме со нашето присуство карнавалот и на Скембалот. Сметате ли дека треба струмичани многу подсвесно да се фатат околу оваа идеја? Па, јас од моје лично искуство знам дека уште од мали нозе сум правен карнавал. Меѓутоа, последните 20 години, па да не кажем и 30 години, со едно големо искуство имаме веќе можност за лесна трансформација. Денеска имав на некој начин двојна улога, дали да бидам крал или да ја представам љубовта на овој маскенбал од моја страна. Значи, одлучив да не бидам крал на карнавалот, односно на маскенбалот, и со лесна трансформација и со една од улогите кои имавме пред тоа, ја истакнуваме љубовта на нашиот карнавал. Оваа година нашата маска се вика Глуварче и идејата ни е всушност од она што нашето училиште го имаме профилот фармацевски техничар и глуварчето како билка се одгледува во нашиот крај и е многу користен како лековито растение. Но освен тоа што е како лековито растение употребувано во нашиот регион, глуварчето го представуваме во две димензии, и цвет, и еве она што го велиме крајот на зрелоста негова, а всушност представува младост, љубов и зрелост. Не, доволно е, мислам. Колку мина ќе бидат на фотобордата? Нашата група брои оваа година 70 учесници, наставници и ученици. Драги струмичанки и струмичани, драги странци и странкињи, ве молам за едно внимание. Значи, молам те публикуме да биде тишина, оти сакам нешто многу важно да ви кажам. Јас сум дојден тука за да ви одржам една кратка презентација. Да, кратка презентација на тема как да станете богати, море не богати, как да станете многу богати за многу кратко време, а да не се измачате. Одма да ви кажам, сакам да останам анонимен, да не правите многу мабет за мене. Не е важно одек сум, как се викам, апсолутно не е важно. Пред да одржам презентацијата, ќе ве молам за тишина. Пред да одржам презентацијата, сакам да ви поставам две прашања. Првото прашање е: дали ви сакате да станете богати? Многу богати. Моли? Да? Предпоставував оти таков ке е одговор, значи да. А второто прашање е исто многу интересно и да знаете, това е тука меѓу нас, нема да го ширеме, него да го ширеме тај мабет. Значи, дали ви сакате да ви го покажам? Сакате ли да ви го покажам? Абе, безобразни струмичани. Абе, не е това вие што мислите. Гиди Боже, сакам едно друго нешто да ви покажам со кој се станува многу богат. Ве молам. Това е со кој се станува многу богат. Така. Знаете ли ви това ка се вика? Това се вика реке, точно така. Много интересно шејче, што не е важно само за да станете богат, туку и за други многу работи е корисно, да ви кажам право. Много е корисно за други работи.
Например, ако жената дома не ви дава един ден, 2 дена, 3 дена, цяла неделя не ви е дадела, вие с това шейче може да направите много интересен штос. Например, взимате го тепих от дома, го носите от двора, го клавате на тельо и с това като изчукате тепихо, може и 2-3 черви така от дома. И е убаво за тренинг додека чукате тепих. Много е убаво за тренинг. Го вракате тепихо, жената е разположена и вечерта. Гарант ви дава. После много е интересно да ги забавувате децата дома с това. Децата ги забавувате, например си правите журка и демек вие свирате на мандолина, они се смеят. После вие свирате на виолина, они па се смеят, песнички си пеете. Ама пазейте, от това шей се свири и на клавир, да знаят. Гангам стайл. Да. Дори и сами ракети има тук решетки, како ще гледате, много символика има у ракето, значи мора да внимавате, а това не е много добро да завършите за решетки. Иначе ракето е измислен у енглеска, ама пред това да ви го кажем, оти много човеци у свето заработиле много пари от ракет. Например, тук у Сърбия, близко, има един човек, що се вика Ноле. Го знаете ли Ноле, бе? Как да кой Ноле? Тай доле. Мала шала, ние на отмет. Значи Новак Джокович. Новак Джокович, си го викат Новак, ама по дома го викат Новац. Новац значи пари, много пари има. После в Гърция тук има един човек, що стално от ракет си цице. Си цице парички, си цице и сите го викат Циципас. Един от Швейцара има един исто така, не е наш. Швейцарец он от малече бил много сиромашен и бил на дното и после почнал да се занимава с ракети, почнал да се отлепува от дното, како на Федер и така на Федер и сите го знаят како Федерер. Я веке пак ти само от играе на суракет и кажа веке се пензионирам, доста ми са толкова пари и така натама. И како шо веке кажах, това шейче е измислено у енглеска, значи у Англия. На разни други терена се играе на чименто, се играе на земя и така натама, ама у енглески се играе на трева. Там има една трева, много убава трева, ама тая не е како нашите треви дома от двора ще ги имаме. Не, тая е много скъпа трева. Ау, колко е скъпа тая трева у енглеска и плюс по страната има едни бели шарки. Бели шарки на средината, така. Тии бели шарки, пошто у енглеска стално върне дощ и много е ладно и може да измръзнате, а ако измръзнате, почнувате да шмъркате и тии бели шарки може да ги изшмъркате, разбираш ли? И това исто така, значи най-добра комбинация е ракет, трева и бели шарки, що се шмъркат. Промашaj нема, дефинитивно нема промашaj, да ви кажем право. И друго, що сега как да ви кажем, значи, две работи са важни, ако сакате да занимавате с ракет. Първата се вика форхенд, това е тай ударец, форхенд, и друга се вика бекхенд. Исто това иде от английските зборови, значи хенд, форхенд, що значи? Хенд значи рака, а фор значи 4. Значи лабаш. Значи играеш с една рака, а взимаш като с 4 раци. Форхенд, що не е ясно. А бекхенд е исто така лабаш пари, разбираш ли, и живееш като бек. Значи бекхенд, раката на бего. Ако научите форхенд и бекхенд, научили сте всичко и може да станете много богати. Така. За да играете ракет не е доволно само ракет да имате. Трябва да имате и сърце. Трябва да имате и сърце, а Бога ми трябва да имате, сега ќе ви покажем.
Трябва да имате и топки. И това много яки топки трябва да имате, за да се занимавате с рекет. Да не се лажеме. Така. И много е важно да носите капа. Да носите капа, за да не ви преча слънцето, да биете анонимно така, да не се офирувате много. И важно е, е позната струничката изрека, кой носе капа. Как беше, бе? Как беше, бе? Кой носе капа, много пари лапа. Да, бе? Така, безобразни струничане. Сега. Одиш на утакмица, веќе си изтрениран, знаеш бекхенд, форхенд и взимаш една топка, мора да е жута, пошто позната е струничката изрека жълта топка, зелен бор, прво чекам отговор. От играјањето со рекета всушност ма бе правене. Ти сервираш с жълта лопта, еден форхенд и викаш на противнико шо бива. Он ти враќа со бекенд, вика, шо да биде. Ти одеш пак с форхенд и му викаш, ке даш некоја пара. Он ти враќа со бекенд и вика, ти луд ли си, каква пара, не доваѓа у обзир. Ти форхенд пак и викаш, не доваѓа у обзир ли? Ке да кажам на мајка ти, ти си играеш тама с трева и с бели шарки, со шмъркат и он ти вика, аман, молям ти се, не ме кажуви, мама ке ми писка много. Ти удараш еден форхенд и му виж, баш ме интересираш, ако ти писка, дай толкова и толкова пари. Он вика, немам, форхенд бекет, дай, не давам. Ти рекох ми рече, форхенд бекет, а ти у публика така прави. Ти правят така, това е много добро за вратните жили, они са задоволни и така натам. И накрайто ти се изнервируваш, удараш еден форхенд и викаш, аз ще да кажем на татко да го на майка ти. И он вика, аман, молям ти се, нема кажуви на тате, знаеш ли как на тебе много тежка рака има. И аз му вракам, значи с форхенд или с бекет и му викам, аме разсилен ударец и му викам, тежка рака, ими ти лесна рака и дай ги парата толкова и толкова. Он се изнервирува, поинува ga топката умрееща и ти си победнико. Ти си победнико, се радуваш, скокаш, се въргадаш, отрева там, може малко и да го пробаш. Сите шлякат. Некои викат, мамо му ебен, ама тие са любоморни кучина, да знаете. Оните любоморят да ти имаш много пари, те молам за тишина. И после ти дават един пехар, ти го дигаш, много е тежък пехаро, едва и го дигаш. Уствари не е тежък пехаро, уната са парите, значи. Парите са уната, ти го дигаш пехаро, идеш на един таков микрофон, викаш, много ме е гея, хвала на ти, хвала на нови, хвала на семейства, семейството търля раци, не аплодира тама. И ти си много срекен, ме разбираш, и ти шлякаците, ти шо шлякат от ребиинда, и волко си, и овците на брой. Значи всичко е табам. И ти после одеш в едно студио тама горе, там те чекат ватруица новинаре. Они не са обични новинаре, ти са новинаре специалисти за рекет. И они те питат как беше, шо беше, ти викаш арно беше, много хубаво беше. И они те питат шо правиме понтека и ти викаш одаме яко. Тая е цела приказна. И да заключаме. Значи, ако те бива за рекет, може да дойдеш до много пари. А ако не те бива, ќе си останеш с топките у ръката. Благодаря. Почитувани дами и господа, драги гости, драги посетители, добро вечер и добре дойдохте на традиционалниот маскенбал во рамките на карнавалските свечености во нашиот град. Имам овде много гости и сакам да ги поздравам нашите гости под маски. Ке почнеме од земјата на Иванишевич, Чилич, Чорич. Јави се Хрватска! Имаме ли гости од Хрватска? Еве ги дамо, јави се Хрватска, гостите од Риека. Пододиме малку подолу од земјата
Đoković се разбира од земјата на Кецмановиć, Đere и останатите. Поздрав до пријателите од Србија! Така е. Имаме гости и од земјата на Раонич, од Црнагора. Имаме ли гости? Поздрав Црнагора, јави се Црнагора. Така е. Така е. Требаше да имаме гости и од земјата на Џункур. Имаме ли гости од Босна и Херцеговина? Босна и Херцеговина, така е. Имаме гости и од соседната земја, земјата на Стефанос Циципас. Грција, јави се! Така е. И се разбира, тука сме сите ние струмичани и нашите специјални гости. Поздрав најпрвин до другарот Тито. Поздрав до другарот на Тито, односно до градоначалникот на општина Струмица, господинот Костадинов, друже Тито, ми ти се немо да се твога пута не скренемо. Така е. Тука и првиот човек на Федерацијата на европските карневалски градови, господинот Ларс Алгел од Шведска, од земјата на Бјорн Борг. Така е. Еден аплауз за Ларс. Имаме гости и од Германија, и од Холандија, и од Италија, и од Словенија. Поздрав до сите наши гости. А сега, драги мои, го повикувам првиот човек на организациониот одбор на Струмичкиот карнавал, господинот Александар Цицимов, да ви се обрати, а потоа ќе слушнеме нешто многу важно. Еден аплауз за господинот Цицимов. А вие размислувајте во меѓувреме за форхенд, бекхенд и како да станете богати. Господине Цицимов, поверете. Добро вечер. Дека карнавалот дава голема енергија, јас сум најдобар пример. Само пред 2 часа 38 температура и мислам дека ова ќе е првиот наскемал во последните 30 години на кој што не можам да присуствувам. Ве молам за тишина. Но кога си имате дома лекар, наместо ти да ја боцкаш, таа побоцнува и се разбира со болна инекција и еве за 2 часа успеав да стигнам овде, но кога видов сите вас, енергија да дојде повторно, се наполнија батериите и еве терапијата ќе трае доволно долго. Ќе биде многу краток. Ѓорги веќе ги спомена сите наши гости, меѓутоа еве јас уште еднаш ќе повторам пред се кој во нормалниот живот е градоначалник на Струмица, неговата свита од светски лидери. Јас мислам дека некои имаат доволно пари да го спонзорираат Струмичкиот карневал. Исто така, кој веќе ги спомнав спонзорите, голем поздрав вечерва во голем број се тука. Ѓорги ќе има можноста после сите да ги спомене и се разбира поздрав до нашите карневалски пријатели, почнувајќи од високите гости од ФЕК, па се до нашите карневалски пријатели кои веќе беа споменати. Значи да не должиме да почнеме да се забавуваме. Ви посакувам добре дојде, заедно да прославиме вековната традиција по градот на царевите кули. Да ја чуеме? Да ја чуеме химната на Струмичкиот карнавал. Господине Цицимов, благодарам. Во меѓувреме поздрав и до другарката Јованка. Другарка Јованка, многу грешка, требаше прво тебе. Ајде, одеме со химната на Струмичкиот карнавал.
химната на Струмичкиот карнавал, почитувани пријатели на Струмичкиот карнавал, на Струмичкиот. А сега ве препу овде на Бинава, секој од нив се вика како што се вика, а сите заедно се викаат Ретроманија.
Kosturanov и Катерина Јовановска од маската Dia de los Muertos. Нека повелат овде Атанас Костуранов и Катерина Јовановска. И се разбира придружувани од членовите на нивата карневалска група. Повелете! Еден аплауз молам за принцот и принцезата. Атанас Костуранов, маскиран како анорексична особа. И Катерина Јовановска, докторка, која е маскирана како медицинска сестра. Честитки во име на организациониот одбор, традиционално на принцот и принцезата, кои ќе ја предводат големата пробавка на интернационалната карневалска вечер на Струмичкиот карневал. Им припаѓа по еден медал на Струмичкиот карневал и се разбира моите колешки од одборот ќе им поделат по еден поклон со сувенири од Струмичкиот карневал. Не знам колку километри е патеката што утре треба да ја изодат. Се радам тоа добро ќе доведе на Наско. Еден аплауз молам за принцот и принцезата на вечерашниот маскербал Атанас Костуранов и Катерина Јовановска. Оние кои ќе ја предадат утрешната интернационална поборка на големиот струмички карневал. Аплауз, аплауз, аплауз и за целата карневалска група Dia de los Muertos. Браво, браво, браво! Наско утре ќе биде принц. Има големи шанси на следниот карневал да биде крал, значи да биде цар. И има фаса за таа работа. Честитки! Одиме повторно со музика, одиме повторно со ретроманија. Понеделник, сите сме чисти. Вторник под маска, сите сме исти. А утре среда, жени на гости. Еротски песни, јадења посни. Струмича има, 1000 бои. Спомени чува, векови брои. Тој што ја љуби, треба да знае, примерски празник вечно ќе трае. Струмички карневал, струмичко чудо, горали зори, нека е лудо, ставете маски, како передо, струмица дае, центар на свето, струмички карневал, чудо, горали зори, нека е лудо, ставете маски, како передо, струмица дае, центар на свето. Ај на нога струмичане, гостени се соберале, ги дибре мале, мале, идат много карневале, ехе!